Значи не е ова така, па ние држава, па сите ќе трчат бидејќи е поевтина работната снага. Не е точно тоа секогаш. Да, помага да ти е поевтина, но треба да пазиш колку ќе биде поевтина. Не можеш да ги ти понудиш нашите вработени за без пари да работат. Тоа е страшна работа, затоа треба ние уште во средно училиште и да не зборам факултети, треба кога некој ќе излезе од средно училиште, факултет, тој треба, поготово стручни училишта, треба да биде спремен. Не можеш ти да завршиш медицина после 5 години и да ти треба уште 40 години пракса. Глупости не виден. Ти или да учиш за бравар или не знам за електричар во овие стручни училишта, механичар, ти кој ќе завршиш тие 3 години колку е училиштето, треба да бидеш, да знаеш одма да може да те користат луѓето. Значи ние треба малце со тоа да поработиме и да сватиме дека конкуренција има огромна за привлекување на капитал, но независно од тоа, што е друга опасна работа и што е многу тешка, утре другина во секој момент овие странски фирми може да заминат од тука. Па знаете колку фирми беа отворени во Кина во последните 20 години. Повеќето од нив заминуваат од Кина, одат во Виетнам, пример зборувам, или Индија. Индија има повеќе од 1,4 милиарди ја надмина по број на жители Кина.